Рускоска барала Боки 13 да пушти ТВ екипа за да го снима апсењето на екс-градоначалникот Стефче Јакимовски. Го информирала што работи обвинителството и кого истражува во случајот 27 април, а во пораките ја навредувала и екс-шефицата на СЈО Катица Јанева. Бојан Јовановски се отвори пред судот. Тој денеска достави 100.000 обработени докази од 1.240.000 фотографии, фајлови и приватни пораки од телефонот кој што му бил одземен при неговото апсење, а сега му бил даден на увид. Вилма Рускоска ме информира за апсењето на Стефче Јакимовски и ми вели прати ТВ екипа. Вилма зборува за настаните на 27 април. Зборува за други обвинители, зборува за Катица Јанева, ја нарекува свиња. Зборува со мене за се. Но веднаш после оваа реченица, судијата му влезе во збор и не му дозволи да ги чита експлицитните пораки, кои може да внесат ново светло во овој случај, но и во случајот Рекет, каде Боки 13 е веќе осуден на 7 години затвор. Пораките на Јовановски покажуваат дека Рускоска е пристрасна во случајов и се доволен доказ таа да биде изземена. Адвокатот на Јовановски Сашо Дуковски рече дека го шокирале информациите што биле анализирани од телефонот на Јовановски, па по тој основ бараат изземање на Рускоска. Ќе биде доставено сето она што е потребно за убедување на јавниот обвинител на Република Македонија во она што Бојан го тврди за постоењето на пристрасноста, а не применувањето на правото на јавниот обвинител. Кристално јасно ми е зошто бевме 5 пати одбивани во нашето барање да биде вештачен телефон. Многу ми е јасно од денес. Кон барањето за изземање на Рускоска се приклучи и Фросина Ременски, која исто така е обвината во овој случај. Таа се пожали дека минатата година поднела барање за изземање на Рускоска по 5 основи, но било одбиено. Во моите поднесоци и во кривичната пријава за која што се води предмет во јавното обвинителство, против јавната обвинителка Вилма Русковска и овластени службени лица од Министерството за внатрешни работи, но и во поплаката до Советот на јавни обвинители и до Државниот јавен обвинител, јас ги реафирмирам и ги дополнувам сериозните прекршувања на истражната постапка и целокупната технологија на креирање на овој фатаморгана случај. Судењето за невладината на Јовановски е во доказна постапка. Барањето за изземање на Рускоска допрва треба да биде разгледано од Државниот јавен обвинител. Со слично барање, Јовановски настапи во случајот Рекет, но беше одбиен.